а сега продолжуваме понатаму да ги најавиме гостите. Ирена, повторно ќе кажеме, но сега добро утро. Ајде уште еднаш и за тебе и за нашите прекрасни гости, Распеано детство и за господинот Игор, така? Така е. Трајковски, кој е уметнички директор на фестивалот на детската песна Распеано детство. Ке ни пеете во студио? Малку подоцна. Расположени малку сме. потешко, ама ќе слушнеме песнички. Ке слушнеме песничка. Па тоа е исто е. Ке слушаме детска песна. Имаме две прекрасни девојчиња во студиото и за кратко ќе се вратиме, Ирена, со разговорот, да погледнеме рекламни пораки пред се. Еве не повторно назад и сигурна сум дека сите со нетрпение јас очекувам да ги слушнам овие две прекрасни дами кои што ни се во студиото, Милица и Јана. Ке зборуваме за Распеаното детство, за фестивалот и јас посакувам на сите дечиња да име токму такво детството, распеано и убаво. Ирена, повели. Благодарам, Слободанче. Добро ви утро, официјално еве и од мене. Ви благодарам што утринава, како што ни кажа наша Слободанка, ни го разубавивте на вистина студиото. Ви благодарам што допатувавте од Куманово. Како патувавте? Се беше во ред, така? Ајде да ве представам сега јас официјално. Еве како што гледам во кадар, професоре, ке почнам од девојчињата, ке може, нели? Веднаш до мене Милица Арсовска, Јана Трајковска, учеснички на фестивалот Распеано детство, и професорот Игор Трајковски, уметнички директор на еден од најстарите фестивали во Македонија, Распеано детство. Добро ви утро уште еднаш. Професоре, овој фестивал датира од 1976 година, приближно колку мене нема да кажеме стар, не сакаме така да кажуваме овде, во возрастен фестивал. Ете така. Цели 47 години. Ајде да почнеме од почеток, пред 47 години. Кој го создаде овој фестивал? Кој го формираше? Така, најнапред, благодарам за поканата. Фестивалот Распеано детство, како што кажавте, датира од далечната 76 година во организација на културно-просветната заедница тогаш, во тоа време какви биле приликите. Луѓето имале потреба и сватиле дека треба да се направи во Куманово еден таков фестивал за среќа наша. Наша обврска е тоа дело ние да го продолжиме, еве ова што го држите во раце, тоа е од тој период, така? Да, првата песнарка, да, и во 1976 година. Тогаш во неколку ентузијасти од Куманово се договориле, меѓу кои морам да ги споменам, тоа е Миодраг Божиновски, еден од најголемите наши кумановски композитори, Борис Христовски, Зиедин Исмаили, Томе Златановски, Ѓоко Симоновски, да споменам и некои од текстописците, како например Среќко Поповски, Стојан Тарапуза, Ненад Џамбазов, Васил Куновски, Снежана Николовска, Весна Бојковска, сите тие Еве имаме и фотографии од тоа време, може да гледачите да ги видат. Се гледа дека се во црно-бела техника, така навистина од тоа време. Да, некои од нив се уште ми се соработници, за моја среќа. Еве нова фотографија што сега ја покажувате како оркестрот. Мора да напоменам дека фестивалот се изведува во живо. Комплетно и музиката и пеачите пееле во живо. Што за денесни услови со оваа техника е многу потешко. Не знам зошто дали повеќе се работело тогаш, а сега, но како и да е, наша мисија е и наша обврска е да го продолжиме ова што го создале далечната 1976 година и покрај сите потешкоти, покрај се што ни се случува, со распадот на бившата држава, со се ние сепак еве успеваме како нешто што не може да не запре во ниту еден случај, да го продолжим и покрај сите овие. Така, и најдобро е да се работи со деца. Така е. Кажавме дека цели 47 години обстои овој фестивал и има секогаш редовен термин, тоа е 1 јуни, денот на детето. Не случајно сте го одбрале овој ден како ден на вашиот фестивал, бидејќи носи едно навистина убаво име, Распеано детство. Така. Да. Затоа многу се консултиравме кој ден и малку кога истраживме подлабоко, видовме дека да, 1 јуни и тогаш се организирал, еве и денеска, да ја задржиме комплетно традицијата на фестивалот. Поубав датум од овој не постои. 1 јуни е 1 јуни, денот на детето, децата со исчекување
значи го чекаат фестивалот да дојде. Цела година ме прашуваат, ме сретнуваат кога ќе биде фестивалот, кога го восстановивме датумот, сега веќе знаат дека 10 дена пред да заврши школската година фестивалот. Фестивалот Распеано детство. Овој фестивал, да напоменеме дека нема надпреварувачки карактер. Така. Повеќе од ревијален, да кажеме, споменавте некои од композиторите, ама да споменеме може ли некои од учесниците и колку обично песнички брои овој фестивал и од која до која возраст е децата? Кај нас дечиња што може да учествуваат, бидејќи сме направили сондажи и толку години искуство, дечиња од 4-то деление, Значи од 10 години? Од 10 може. Сега веќе имаме и помали членови кои сакаат. Минатата година имавме и забаваче, кое беше така напредно дете. И немаме проблем. Видите што, во студио кога работиме со овие дечиња, што ќе испеат прв пат, тоа е неубаво. Нема враќање, така е. После ги зазема тремата, веќе почнуваат да се тресат и се е полоша снимката, и се е полоша и полоша. И затоа на почеток кога почнуваме да снимаме, им кажувам, ајде сега да пробаме, кога знаат дека не се снима, тогаш е најубаво. Најопуштени се, така. Така. Има ли интерес за фестивалот и зборувам за песните? Колку се слушаат песните од еден до друг фестивал? Колку се тие популарни меѓу дечињата на таа возраст, кажавте, од 10 години, па предпоставувам дека 5-16, така? Или до 18? Не, може би, ајде да кажеме не од 10, да кажеме од 7 до 11 години таа возраст. Значи за помали дечиња. Така, децата се вистински звездички. Значи, ги користат сите училишта каде што учат на фестивалот, учествуваат деца од цело Куманово. И пошироко, така. Фестивалот е од меѓународен карактер. Оваа година имавме од Бугарија, имавме од Србија, имавме, значи, имаше најава, мислам дека следната година ќе го реализираме, дете од Италија, и овие прилики и неприлики ни прават прво короната, значи сега се враќаме на старите патеки, на стариот колосек. Што се однесува до дечињата на фестивалот, има од 18 до 20 песнички. Викам од 18 до 20, затоа што ние кажеме готово го затвораме бројот 18, одма после тоа доаѓа некој екстра квалитетно дете. Песничките ги правиме строго наменски, за да може да се пеат преку цела година. Не сакаме овие да се зборува за насилие, за нешто тако, значи сакаме да се промовира другарство, љубовта, школото, љубовта, сето она што го обкружува, што треба да го обкружува едно дете, убавата мисла, и мислам дека во тоа сме и повеќе од успешни, затоа што во Куманово, а се надевам дека и пошироко од овие учесници, на сите патронати, на сите прослави, на се што се случува, дечињата се поканети и зимаат учество како професионални пејачи, дури ги бараат, така да јас сум пресреќен што сум дел од овој фестивал и што работам со вакви прекрасни деца. Ајде сега доста зборуваме, да слушнеме малце музика. Мислам дека е вистинско време. Јас ќе ја замолам режијата да пуштиме, ние имаме еден видеоматеријал од Милица или од Јана, еве по ваш избор, па подоцна ќе си прокоментираме малку и со Милица и со Јана, ќе си ги вклучиме во разговорот. Благодарам
Ете така, преубава песна, благодарам учителке, во изведба на Јана Трајковска. Јана, ќе ни кажеш малку за песничката, нели? Да. Која напиша? Музиката е Игор Трајковски, а па текст Весна Бојковска. Така. Тешко ти беше да ја научиш песничката? Не, нели? Ајде да ми кажеш кој оделение си и од кога се занимаваш со музика? Јас сум пето оделение, па пред 4 години јас почнав да учествувам на фестивалите и До сега само на распеано детство учествуваше, така? Или има и други? Па има и други фестивали. Јас учествував и во Крива Паланка на Распеано Симитче. Распеано Симитче. Да. Што убаво име има. Кажи ми, во иднина продолжуваш со музиката, така? Да. Нема откажување. Нема. Каква музика слушаш инаку, освен овие детски песнички? Па јас слушам и класична музика, поп. И класична и поп, така? Да. Браво. Имаш некоја омилена пејачка? Македонска? Која ти е од македонските? Или може би странска имаш, не знам. Од македонските Каролина Гочева. Одличен избор. Ајде, професоре, да ја слушнеме уште една песничката и од Милица, бидејќи се плашам да не немаме доволно време до крајот. Да ја слушнеме Милица, ќе ја вклучиме и Милица во разговорот. Ајде, режија, ќе ве замолам да слушнеме уште едната песничка на Милица и потоа се враќаме во студио. Кога сум налутена, тажна или сама, до мене е бато, како лекна рана. Кажи, мила сестричке, што тебе те мачи, како да ти помогнам, срекна пак да зрачиш. Кога сум налутена, тажна или сама, до мене е бато, како лекна рана. Кажи, мила сестричке, што тебе те мачи, како да ти помогнам, срекна пак да зрачиш. Бато, бато, моје злато, среќа моја си, ке те сакам јас од срце, каде и да си. Бато, бато, моје злато, среќа моја си, ке те сакам јас од срце, каде и да си. Бато, бато, моје злато, среќа моја си, ке те сакам јас од срце, каде и да си. Бато, бато, моје злато, среќа моја си, ке те сакам јас од срце, каде и да си. Ете, што многу убав текст, со внимание го слушав. Бато е моето злато. Кажува, не предпоставувам јас, бидејќи немам ни брат ни сестра, ама ова е една љубов меѓу братот и сестрата, така? Да. Бато е моето злато. Сестрата му пее на братот, кажува дека е незино злато. Милица, да ни се представиш сега, ти да ни кажеш кој оделение си душа? Јас сум четврто оделение. Добро. И песничката? Знаеш која напише или ќе ни помогне Игор? Текстот е на Весна Бојковска, а музиката е на Игор Трајковски. Браво. Сега да ни кажеш ти со музика планираш да се занимаваш и понатаму? Да. Така? Имаш омилена пејачка? Или пејач? Македонски? Да, Тоше Проевски ми е Браво. најомилениот пејач. Браво, Сонце. Браво. Игор, да ве прашам уште за вас за крај околу разговорот, околу фестивалот. Дали започнавте веќе со подготовките за наредната година, за 1 јуни? Така, со самото завршување на едно издание на Веднаш фестивалот, започнува второто. ние од утредента веќе се програмираме за новиот фестивал. Морам да споменам дека покрај културно-просветната заедница кој бил оснивачот на фестивалот на далечната 76 година, потоа Пионерски дом Куманово, да сега во овие 3 изданија и се надевам во наредните 333 изданија го превземе Сдруженијето Ризница од Куманово. Еден поздрав. Така да ние сме само дел од оној колач што се вика Ризница и мислам дека и Македонија е самата Македонија е Ризница. Ризница, така е.
Ви благодарам за гостувањето. Предпоставувам дека имаме уште многу што да зборуваме, ама времето ни е тоа. Предпоставувам дека не беше страшно Јана и Милица, нели? Иако се плашевте, ви беше прво вака појавување во телевизија, ева и Слободанка ќе се сложи со мене дека ќе сакате уште, нели? И ќе сакате повторно да ни бидете гости, кога ќе имате можност да дојдете овде во Скопје. Ви благодарам за учеството. Ќе се видиме ние повторно со вас неколку дена да го најавиме и фестивалот кога ќе биде тамо некаде напролет. Здравје Боже. Ви посакувам среќен пат до Куманово и ви благодарам уште еднаш што бевте наши гости. Слободанка? Драго ми беше и мене, им посакувам на овие девојчиња распијано и убаво детство и за се има почеток, нели? Започнавме со пење, започнавме пред камери и така тоа продолжува понатака. И слушајте го Тоше. Така е. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш.